Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крстја Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Премиерно сме во живот, денеска недела 25 септември, точно е 14 часот и 5 минути. Доктор Крстја Маљановски, добре дојдовте во новата сезона на живот. Добар ден. Како сте? Па добро, да, после летните одмори, наистина добро. Еве така по порека се загреваме. Денеска ќе имаме една мощна и провокативна тема, интересна. Телефоните ќе бидат отворени 31 31 332 и ќе ги повикам нашите слушатели доколку сакаат да се вклучат во живо, да ве прашаат нешто или можеби да добијат некој совет од вас. Исчезнато дете е најголем страв за секој родител. Во најголем број од случаите детето се пронаоѓа во период од неколку часа, ама некогаш децата не се ниту изгубени, ниту пак си играат некаде во паркот, туку се киднапирани. Имавме во изминатиот период кај нас токму такви, ќе кажам ја, шпекулација, вие ќе кажете дали навистина беа шпекулации или можеби вистина, дали навистина кружеа автомобили со цел да се киднапираат деца, доктор Маљановски? Не. Наистина бевме обсипани со информации од типот на киднапирање на деца во делови од град Скопје, посебно во неколку населби, особено од разни возила, разни бои на возила, внатре со луѓе кои се замаскирани, наводно приоѓаат на малолетни деца на возраст до 8-9 години, на места каде што најповеќе ги има, односно во градинките и училиштата, и наводно разговараат и се обидуваат нешто да направат. Социјалните мрежи навистина броја што се случува тоа во нашиот град и дали навистина се случува. Дефинитивно и најодговорно тврдам дека вакви појави немало и се надевам дека нема да ги има, заради тоа што, како што и во воведот рековте, детето е едно најголемо богатство за секој родител, посебно за семејството, а и за државата. Нашата држава особено внимание го сконцентрира на безбедноста на децата по сите сегменти од животот. На што би можело да асоцира се тоа? И науката и праксата велат дека постои можност да бидат намерни предизвикани овие гласини, овие пишувања или случајни. За да се предизвика намерно би требало, значи, да постои некаква организација, некој човек кој сака да внесе страв, вознемирување, една општа несигурност и кај родителите, и кај децата, пак и во институциите на системот. Воопшто кај граѓаните на кај граѓаните, нашата држава, така? Да, како што и со делумно го направи овие гласини. Кога велиме намерно, значи да со цел направено нешто, со можност да од нешто се отргне вниманието и да се сконцентрираме на оваа појава која на вистина лошиот глас, како што вели народот, далеку се слуша. Так. А ова е на вистина лош глас. Так. Кога велиме случајно, зборуваме за појави кои дури во судската психологија се општо познати, а нарочито кај нас практичарите и дел од луѓето кои работат на оваа проблематика. Случајна може да биде грешка во перцепција. Ќе наведам еден пример. На еден од големите трговски центри на паркингот паркира возило од кое излегува жена со количка која наликува на бебешка количка и која ја остава пред влезот на шопинг центарот, односно на продавницата. Друга особа го гледа сето тоа и внимателно посматра што се случува надвор. Жената, како што купува веројатно од различни продавници, така и ги остава работите во количката. Во еден момент од некаде од паркингот излегува маж и дел од тие работи ги зема и ги носи во возилото. Особата која го посматра сето тоа, веднаш пријавува и заради тоа што првата асоциација е дека во количката на кола, на бебе. Има дете, така, бебе. Не знаејќи дека тоа се работи што се купени. После неколку минути доаѓа полиција, утврдува дека да, навистина се работи за грешки во перцепцијата.
Вториот случај е познат во склоп на центрите за социјална работа, односно во делот каде што се односи родители и деца. Ќе го образложам малку по-детално. Не така ретко се случува да при бракоразводи, децата се доверуваат на еден од родителите, во моменти кога детето треба да преиде на престој, на одмор, можеби на викенд кај другиот родител, се случуваат и немили сцени. Детето не сака, другиот родител почнува да го граба, да малку да се повисува гласот. Најчесто другиот родител кој треба да го преземе детето е со друго лице, заради тоа што ако го стави во кола, нормално треба да се внимава на детенцето. За луѓето од страна, ова е настан кој предизвикува чувство на огорченост, затоа што се помислува на најлошото, дека фактички дека постои некакво зимање на сила или сето тоа, не знаејќи ја правата суштина на работите што се случуваат. Значи, детето преоѓа на видување, оди кај едниот од родителите, детето не сака, плаче, можеби и вреска, од многу причини. И разноразни, во моментот, и луѓето што го гледаат тоа го посматрат на сосема друг начин и многу често дури го објавуваат. Лично сметам дека овде можеби е некаква комбинација. Не можам да тврдам дека е организирано, меѓутоа по некои индикатори и така изгледа. Првата реченица е да се проследи пораката. Втората е дека некој од некого слушнал, некој роднина, некој подалечен пријател, некој тоа го видел, а ништо конкретно не се изнесува во јавност. Ние знаеме за дури за некои банални работи се пријавува во Министерство за внатрешни работи, а камоли ако постои вакво нешто да е со голем... За жал, доктор Малјановски, некој од медиумите потпадна под ова Facebook влијание околу ова наводно киднапирање, кое вие апсолутно го демантирате. Јас повторно ќе го отворам телефонот 31 31 332 ако можеби некој во случајов сака вас да ве демантира, некој што видел лично, слободно нека ни се јави и нека сподели со нашите слушатели. Еве што се пишуваше, значи, цитирам, во еден од медиумите во Македонија беше објавено, вели деновиве се појави потресна информација за киднапери кои шетаат во кругот на кисела вода на селбата, се обидуваат со пари и разни играчки да намамат дечиња, хоророт добива големи размери откако киднаперите со опелот, кој се е страв, се забележани и во Скопско Драчево. Значи, уште еднаш, еве повторно конкретно за овој случај кој некако затаи во моментов или во последниве барем неколку дена. Категорично да... Да. Значи, категорично и најофицијално тврдиме дека воопшто нема нити појавни облици за вакво нешто, а камоли пријави во Министерството за внатрешни работи. Ова го зборувам заради тоа што од комуникациите со официјалните лица во Министерството за внатрешни работи ги дознав овие информации. Исто така имаше соопштение од страна на Министерството пред неколку дена дадено, да после тоа веројатно дојде, односно спласна еуфоријата, односно стравот кај дел од граѓаните во врска со овие наводни киднапирања. Многу случајности овде беа споменати во тие пораки. Пак како што да кажам, да ја повторам уште еднашка, значи пренасочите пораката и не пренесете на други. Очигледна беше намерата да се создаде страв. Очигледна беше намерата можеби во некоја крајна инстанца и да се апелира кај некои родителите за поголема загриженост. Меѓутоа, многу случајности има, не секаде, јас лично не сум сретнал во возила да бидат маскирани лица, да возилата бидат една прилика бело, во друга страна прилика сива боја на возилото, трета црна, многу мистериозно, многу ми гледаше како на сцена, како се исценирано многу. Добро, значи официјално реакцијата на МВР е? Нема никаква пријава до сега од лица дека дури имало ни обид, а камоли киднапирање.
Така. Во вчерашните денешните вести беше објавено исчезнување на 2 деца од наши институции. Како тоа можете да го коментирате? За среќа или несреќа бев директор на една од институциите на системот во областта на труд и социјална политика и знам дека многу често се случува да деца од овие институции, би сакал да само да напоменам, институциите се од отворен тип. Да, значи имаме неколку институции кои се од отворен тип, значи нема затварање на децата, во кои се згрижуваат деца без родители и родителска грижа и деца, значи напоменувам деца без родители и деца без родителска грижа. Институциите бројат помеѓу 30 до 40 до 60-70 деца и тие се, пак напоменувам, значи се од отворен тип. Децата престојуваат 24 часа во овие институции. Имало оддалечување. Значи, должноста на директорот и на стручните работници во овие институции е да го пријават секое излегување од институцијата кое е без дозвола. Децата понекогаш, кои се сместени подолго трајно, по неколку години, имаат желба да ги видат своите родители, своите блиски. Често тие родители, заради тоа се изместени децата во овие институции, не функционираат. Меѓутоа, родител е родител. Знаете, они има желба да го посети семејството, да види дедо, баба и после неколку дена се враќаат. Во овие институции исто така имаме деца со лесна ретардација, кои лесно се заведуваат, кои залутуваат. И како што спомнавте, после неколку дена се враќаат, после неколку часови, и до сега, освен неколку инциденти, не сме имале случаи на некакви си киднапирања, некакви намерни оддалечувања или превземање на децата од овие институции. Значи, јас не би сакал да речам дека е нормална појава, затоа што не е нормална појава, меѓутоа, од секој случај ги имаме овие. Но сепак нивните воспитувачи се должни, значи, тоа да го пријават, така? Така го пријавуваат. И во билтените на Министерството на внатрешни работи, како настан стои, достапен до јавноста и го гледаат дека тие деца се оддалечени од институциите. Би велам, се наоѓаат во други делови на град Скопје или во пратежноста. Понадори имаше за време на Југославија и оддалечување, влегуваат во возови, во автобуси и многу подалеку. 31 31 332 во најновото премиерно издание сме на живот на фреквенција на Радио Слободна Македонија со доктор Крсте Мајановски. Ке се вратиме веднаш по кратката пауза. Следното за што ќе зборуваме е дали во минатото имало киднапирање на деца во Република Македонија. Слушајте ја премиерно емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Мајановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Во живот на Радио Слободна Македонија зборуваме за Facebook паниката за киднапирање деца на која подлегна и некои од медиумите и објавува разноразни информации. Facebook приказната за наводно киднапирање деца сред дебел ден во Скопје продолжуваше и сееше немир и паника меѓу граѓаните, но еве со доктор Мајановски ние денеска се обидуваме дефинитивно да ставиме точка крај на сето ова, односно да ја кажеме, соопштиме вистината и официјалниот став на МВР. Продолжуваме. Најавив дека ќе зборуваме во продолжение за тоа дали доктор Мајановски во Македонија воопшто се познати случаи на киднапирање на деца во минатото. За ова да се зборува, за ова навистина исклучително тешко дело киднапирање е навистина многу сериозно и одговорно. Јас во долгогодишната пракса не сум сретнал и не сум прочитал дека имаме класично киднапирање. Кога го зборувам ова, на памет во овој момент ми падна наставно што се случи во соседна Србија пред отприлика година дена, кога француски државјани
во сред бел ден се обидува да киднапираат девојченце од неколку години на многу мала возраст. Меѓутоа, расплетот на случајот донесе до некои други моменти кои ден денеска се во процес на судење. Какви случаи сме имале ние? Многу интересни, како за судската пела, така и за социјалната, и за психолошката, и за се. Класични киднапирања, значи, немаме. Меѓутоа, имаме изнесување на деца од страна на брачни другари без дозвола на другиот родител. Што во законодавството на еден начин се третира како киднапирање. Јас се сеќавам на настан кој во фаза на бракоразвод, односно после завршувањето на бракоразводната парница и доверувањето на дете, едно детенце на возраст од 8 години беше без дозвола изнесено од нашата држава дури до едно од соседните држави, па не баш соседна, меѓутоа, отприлика, можеме и слободно да кажем, во Словенија, без регистрација, никаква регистрација на границите. Имате го предвид дека тоа требало да помине 3-4 граници. Доста граници, да. Македонско-српската, српско-хрватската, хрватско-словеничката, а да нигде фактот дека изнесен не е евидентиран. Начинот и до ден денеска не знаеме на кој начин мајката го имаше земено детето и го имаше изнесено. Се третираше класично како киднапирање и судската завршница, затоа што јас заминав од тоа работно место, не ја знам, меѓутоа знам дека траеше долго, заради тоа што во конкретните случаи, ако имаме на таков начин изнесување, се вмешуваат неколку министерства, тоа е Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи, си има постапка која е регуларна и која е поприлично сложена и долготрајна. Самата постапка е регулирана со Хашката конвенција за правата на децата, која во детали, ако би ја објасниле, навистина би ни одземало многу време, меѓутоа тоа значи лоцирање на детето, отисоци, слики, давање од едната страна, од другата страна, судски процес и така натаму. Да се вратам на вашето прашање, значи класични киднапирања немаме, меѓутоа по Хашка сме имале и отприлика 3 до 4 во годината, значи се изнесуваат. Зошто се изнесуваат? Заради најчесто еден од родителите наоѓа ново работно место во друга држава и без согласност од другиот родител го изнесува или ги изнесува децата и тогаш другиот родител го бара тоа и по Хашка конвенција се обидуваме да ги вратиме тие деца во матичната земја, односно во нашата држава. Ни успева, кај дел не ни успева, заради тоа што не се потписници на Хашката, не постапуваат тамо, се одвиваат некакви судења во кои се носат најразлични аргументи, причини и така. Морална е дилемата дали можеме да обесправиме дете да замине со еден од родителите во друга држава без согласност на другиот родител. Најразлични се толкувањата, нема некоја судска, некое правило, од случај во случај размислуваме. Дел од родителите дури и се слагаат да замине заради тоа што голем е ризикот дека постои можност да не може да ги чуваат, немаат услови да ги чуваат, формирале нов брак и се согласуваат да замене, меѓутоа кај дел не. Во такви случаи барем се обидуваме тој контакт со детето да се обави, значи класичен случај на киднапирање не сме имале. Јас би сакал да споменам исто така од трети лица заради продавање нешто, некои работи. Ја би сакал да споменам едни гласини што се проширија пред неколку години, тогаш не беше ни така развиен Фејсбукот и овие социјални мрежи,
кога се прошири вестта дека дел од установите даваат деца во други држави и ги продаваат заради нивните органи, односно користење на органи. Навистина голема прашина се дигна за буквално за ништо. Зошто? Заради тоа што, согласно законот за посвојување, односно законот за семејство, една од категориите на деца кои може да заминат, постои една категорија каде во други држави може да заминат, тоа се за кај странци. Првенство, само да појаснам, во посвојувањето имаат македонските државјани, брачните парови, втора по првенство имаат самци, мажи или жени, кои имаат право да посвојат. И трето, последна категорија, тоа се државјани од други држави. Најчесто баратели за посвојување на македонски деца имавме од соседните држави, од Италија, Словенија и така. И велам во еден момент се појави ваква гласина, која со тогашниот министер за труд енергично сакавме да ја и провериме и да видиме што се случува. Ги ангажиравме нашето Министерство за внатрешни работи, одделот за Интерпол, ги дадовме сите потребни документи заради тоа што ние ги знаеме посвоителите на нашите деца, ги знаеме, ги имаме евидентирано, имаме нивна комплетна документација, зборувам на најофицијален начин. Се стапи во контакт, Министерството на внатрешни работи излезе во пресред, се стапи во контакт со соодветните министерства на овие држави и буквално се одеше од куќа до куќа таму каде што има детенце од македонска националност посвоено. За наше огромно задоволство, децата кои беа дадени на посвојување во тие држави беа најдени сите до едно, одлично напредуваа и ние ги имавме тие сигнали, ги јасно не беше заради тоа што должност е и на посвоителите да даваат некаков извештај за своите деца. Посебно од фактот што децата од оваа категорија се најчесто деца со хендикеп, дали физички, дали психички, меѓутоа кај дел од другите држави тоа не представува никаков проблем. И во нивните и во извештаите од службите, од соодветните служби им беше навистина кажано дека овие деца напредуваат, дека се во одлична здравствена состојба и дека доедно нема. Така да и на тој начин ги демантиравме некои гласини кои навистина се сериозни, кои навистина загрижуваат заради самото сознание кои го прават. Уште една кратка пауза ќе направиме, доктор Малјановски, и се враќаме повторно во живот. Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крстја Малјановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Имаме уште 20 на минути од Живот во денешното премиерно издание со доктор Малјановски. Би сакала да ја споменам во овој случај, да го споменам поточно киднапирањето на едно од најпознатите британски деца, значи тие што едноставно никогаш не беа пронајдени. Таа исчезна на 3 мај 2007 година, кога имаше само 3 години, додека со незината семејство, со братот и сестричката, спиеше во семеен апартман во португалското летувалиште. Незиниот случај останува како еден од најпознатите во модерните случаи на киднапирање и таа никогаш не беше пронајдена. Доктор Малјановски, има во светот случаи каде што буквално децата од креветчето се киднапираат. За жал, многу такви случаи. Ние во денешното издание на Живот се обидовме да демистифицираме се она за што се пишуваше на социјалните мрежи, што објавуваа некои од медиумите и за среќа, огромна, голема, најголема среќа, значи ништо од тоа не е вистина. Да продолжиме сега, до крајот имаме уште околу 15 на минути. Како да ги заштитиме нашите деца? Кој треба да ја одигра главната улога? Семејството, родителите, градинките, училиштата, кој? Ја би сакал само да се навратам на ова што сега пред малку го кажавте.
Да, постои. Криминалниот ум нема граници до каде може се да се оди. Отприлика сите знаеме за некои настани, некои киднапирање на деца што се случија во соседните наши држави. Единствен мотив бе парите, односно материјалната надокнада. Дури за дел од киднапирањата предпоставувам, тврдам, не знам со сигурност, јавноста не ни дознава заради тоа што се исплаќа бараната сума на пари. Се работи за, веројатно, за луѓе кои имаат многу пари, кои на некој начин дошле до сознанија со криминалните структури на државата. Предпоставувам дека го има. Предпоставувам затоа што немам никакви аргументи за такви работи. Но на сајтот на МВР може да се видат и неколку дечиња кои веројатно, предпоставувам, се од несреќни околности се случило да бидат изгубени. Така да тие долго фигурираат во нашите сајтови, во официјалните сајтови. Како што и самите рековте, како да ги заштитиме? Сите мораме да бидеме свесни дека ние децата не можеме да ги, нити смееме да ги изолираме, да ги затвараме во нашите домови. Дури во градинките исто така, во школите исто така, а особено во институциите, односно министерствата кои се надлежни за ова. Апсолутно поголемата будност, поголемо внимание. Меѓутоа, основната грижа ја имаат родителите. Основниот миг за нив е дека тоа е нивно дете и дека дефинитивно најодговорни се тие. Зошто го велам ова? Затоа што јас имам впечаток, немам податоци. Меѓутоа, дека многу се случуваат дури сообраќајни несреќи од мало невнимание на родителите. Велиме сообраќајни заради тоа што, знаете, не можете да очекувате децата да бидат мирни, децата да стојат на едно место, децата да одат со вас позади вас или фатини за рака и дето може да се отрне. Тоа е она што убава македонска поговорка вели: нема убава баба и мирно дете. Немирноста и живоста е кај децата. Во тие моменти можни се за жал случување на сообраќајни несреќи и навистина тука, имајќи ја општата клима во нашата држава, каде што толку се апелира на сообраќајот и сето она што ни се случува, да многу внимаваме во врска со кога се децата со нас, кога се на отворено, кога одат по улици. И давам на вистина голем акцент на ова што во овој момент го кажувам. Јас случајно, службено бев во Германија, каде што видов отварање на една градинка која на еден начин ме одушеви, а вториот начин фактички бев импресиониран од грижата во врска со децата и градинките што ги имаат во нивниот систем. Градинката беше одлично оградена, нормално и одлично по сите стандарди направена, така да дури на влезот човекот што го зема детето, односно родителот, има чип да може на влезната на оградата да влезе. Истиот чип важи и за влезот на самата градинка, значи на вратата на градинката. Се знае дефинитивно кој може да го земе детенцето од градинката. Не во Германија дека имало случаи големи на киднапирање, меѓутоа они се земале превентивни мерки и активности за сузбивање на овој евентуален проблем, ако би се јавил. Значи, одговорноста на вработените е да ги заштитат децата и здрави и нормални да ги вратат после неколку часовен престој, да ги вратат. Дефинитивно се знаеше кој може да го земе детето. Не велам дека не е кај нас така. Нашите градинки се безбедни, апсолутно се безбедни. Знаете, одговорноста на негователите и вработените е огромна во градинките. Повеќето од нашите градинки имаат дворови.
и ги гледаме постојано. Ние сме дел од ова наше секојдневие, како негователките се со поголемиките деца и како будно внимаваат. Меѓутоа, постои можност родителите. Не велам, ние не сме имале за среќа. Може би сме имале среќа до сега. Современите токови на криминалот може би и ќе придонесат, меѓутоа тоа прави да бидеме побудни. Исто така и во школите. Исто наставниците би требало да обратат поголемо внимание врз децата кога се во слободни активности, кога се надвор од училиште. Навистина, тие се малку поголеми и тешко се случува да на таа возраст некој може да се преговори. Да ги заведе, да ги заведе. Меѓутоа да гледаме и онаа другата страна. Знаете, постои можност и некој невин да настрада. Ако некој возило се запре пред некоја школа, градинка, евентуално тие луѓе прашат нешто, да не испаде да бидат нападнати. Значи, многу треба внимателно да се гледа на целата ситуација во целина, за наставност во све, а не да се гледа во све црно и да се продолжи со ширење на гласини. Едно од клучните улоги е секако Министерството на внатрешни работи. Редовната посетеност во средните, основните училишта, па дури и во градинките, укажувањето на безбедносните аспекти на градинките, по може би ставање некаква камера. Не го зборувам ова заради да алармирам и да нешто би сакал да сукријам, него едноставно тоа е светски тренд, да се знае кој влегува во градинката, кој излегува во градинката, кој влегува во школото, кој излегува. Нас не се случуваат и тешки кражби во училиштата и од тие причини мора безбедноста да ја зголемиме на највисоко ниво. Меѓутоа, пак да се вратам на почетокот, значи, базичната одговорност јас носат родителите. Родителите треба да си отворат 4 очи, што се вели, и во секој сегмент од животот да внимаваат на своите деца. Тоа не биде подигнување на паника, меѓутоа да се знае да не ги оставаат децата сами на отворени простори каде што дете како дете со својот темперамент и природа постои можност и да се изгуби и да се случи нешто што не е соодветно пред големи магазини, а нарочито велам пак во сообраќајот, во безбедноста во сообраќајот. Свесни сме дека возејќи ги децата, мислам дека и тука е најголемата загуба на деца кај што од несреќни случаи во возилата, несоодветно седење напред, седење во скут, се случуваат несреќи кои можат да имаат трајни, меѓутоа и фатални последици, а тоа се наши деца. И да мислам да треба да се обрне многу поголемо внимание во однос на овие аспекти од животот. Само уште една куса пауза, доктор Малјановски, и ќе го заокружиме нашето денешно излагање со тоа како конкретно родителите да влијаат со разговор врз децата за да ги заштитат од, не дај Боже, вакво лудило. Слушајте ја премиерно емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности, за вас во живот зборуваат доктор Крсте Малјановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Пред крајот сме на денешното премиерно издание на Живот на Радио Слободна Македонија со доктор Малјановски. Денеска се надевам успеавме да допреме до нашите слушатели и едноставно да им доловиме вистина околу случајот со наводното киднапирање на децата во Република Македонија или во Скопје во случајот поточно. Како конкретно, доктор Малјановски, родителите да влијаат врз децата во вакви случаи? Да. Значи, како што пред малку спомнав, најодговорни во вакви, не дај Боже, ситуации се родителите. Како да постапуваат? Од најмала возраст би требало да прво бидат свесни дека нивниот пород е ранлив, многу ранлив, само тоа што се мали, неискусни, незаштитени и физички немоќни. Тргнуваме пак од оној аспект каде што во моментов најповеќе ни се случува сообраќајните несреќи. Све мораме да бидеме свесни и да бидеме обучени каде да ги ставаме децата.
Не е убаво да седат во нашиот скутер ние да возиме, или на предните седишта без врзани појаси, или на седишта позади каде што нема соодветно седиште. Значи, прво, ние треба да бидеме обучени. Втора работа е постојана комуникација со децата. Не помага ако нешто се случи да после тоа траумата биде причина, односно биде поука за оно што се случило. Траумата може да биде навистина трагична. Не дај Боже инвалидитет или губење на детето. Од тие причини мора да му се укажува на детето дека стапувањето во контакт со непознати луѓе дека не е добро. Отворањето на вратата од станот на кај непознати исто така не е добро. Наистина сега ретко доаѓаат инкасатори, начинот на плаќање на сметките е сосема другачи. Меѓутоа доаѓаат луѓе кои се со проблематични однесувања. Не е добро секогаш да се објавуваат слики на нашите страници. Да апелирате, ова околу сликите на социјалните мрежи, фотографиите, да. Ние сме навистина поносни родители кои ќе се роди нашиот пород, нашите наследници. Меѓутоа, знаете, тоа нека остане во интимата на оние што се прави родители. Нека не се споделуваат слики заради тоа што тоа се мотиви. Сите сакаме да кажеме дека сме биле некаде на одмор. И тоа е причина за да се влезе во станот и евентуално да се направи нешто. Исто така пак велам на совеста на родителите. Свесни сме за неколку случаи во последно време на несреќни случаи што се случува. Не смееме да ги оставаме децата сами. Навистина да не дојде до искушение да нешто се случи. Да ги оставиме да одлучуваат, да отворат врата на некој што е непожелен. Или да, не дај Боже, рипне преку балкон или преку прозор за нешто што би... Значи, во секој случај би требало одговорното родителство да надвладее, да ги избегнуваме сите ризици во однос на нашето поколение, од најразличен аспект. Во обуката на нашите педагози, психолози и сите негователи, стои дека вниманието мора да биде перманентно насочено кон децата. И тоа што е еден погрешен потез. Кога зборувам ова, може би сега треба да го спомнам. Знаете, нашите бебиња доаѓаат во градинки после неполните 12-13 месеци. Со едно невнимание, едно залче што се вели од малку поголема храна не може да направиме инцидент. Не дај Боже да се случи такво нешто. Од тие причини треба многу да се внимава. Зборувам за ситуации каде што ако е бебето навикнато на кашаста храна, да се премине веднаш на некоја цврста храна што би можела да донесе до несакани последици. Одговорноста е голема во сите сегменти. Исто така, перманентната едукација и присутност на Министерството за внатрешни работи. Во обуката, па и на родителите, во школите, во градинките, во тие разговори со педагозите, со психолозите, кои приметуваат некакви однесувања, почнувајќи од најбанални до можеби и загрижувачки, и родителите да бидат присутни во животот на децата. Не да настојуваат да бидат 24 часовно присутни, меѓутоа оноliko колку што можат да го знаат животот на децата, да влезат во психологијата на на нивното дете и да му помогнат колку што е можно побезбедно да одрасне и да стане нормален и здрав човек. Тука некаде ќе завршиме, доктор Малјановски. Би сакала уште само да апелирате и до медиумите кои ги пренесуваат, лиферуваат некои од информациите кои не се потврдени, а тие во желба за слава да се истакнат, објавуваат работи кои не се докажани. Ако може да. Знаете што, ваквите вести кај луѓето предизвикаат навистина страв и психоза на несигурност. Наистина би требало да се преверуваат. Не можам да поверувам дека не може да се провери некаква вест, нарочито во Министерството за внатрешни работи. Овој последен, ајде кажеме, настан и овие вести што се ширеа на социјалните мрежи навистина предизвикуваат паника, страв. Знам
И ми се явува и луѓе кои рекоа дека вакви работи од денеска дето нема да го пуштам само во двор или таква работа. Знаете што, тоа е навистина тешко. Лошите вести не би требало на наставна страна да се објавуваат, а посебно, особено сликите на децата. Мислам, како што е и кодексот и за медиумите и однесувањето на медиумите, посебно со особена внимателност би требало да се настапува во пренесувањето на ваквите вести. Ви благодарам што бевте дел од новиот циклус на живот. Се слушаме точно за една недела. Така се одјавуваме. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредник доктор Крсте Малјановски, водител на емисијата Рашела Гинова Карафиловски, датум на емитување 25 септември 2016. Техничка реализација Никола Јовановиќ. Ви благодарам што и денеска бевте со нас. До слушање. Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Малјановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија.